Секако дека дигитализацијата, дигиталната трансформација е висока на агендата на ова раководство на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што доколку успееме сите активности кои што ги превземаме да вродат со плод и да таа интероперабилност биде функционална помеѓу институциите, до толку повеќе ќе имаме наистина и подобра услуга за граѓаните во овој дел. Ја спомена платформата на Министерството за внатрешни работи, која што нуди, например, евиденција на матичниот број на лицата, податоци на каталог за оружје, податоци за моторни возила, за државјанство и така натаму. Сето тоа е во порталот за електронски услуги на граѓаните. Факт е дека овде треба да се промовира многу повеќе оваа услуга, да апелираме до граѓаните да бидат корисници на порталот за услуги, за да можат и на еден дигитален начин ова да го завршат. На тој начин да помогнеме сите ние во услугите на граѓаните. Кога зборуваме за Министерство за внатрешни работи, ќе го споменам ИКТ центарот во Прилеп како една од клучните стратешки инвестиции кои што ги направи Министерство за внатрешни работи со поддршка на Европската унија. Тоа е податочен центар во Прилеп кој што практично има за задача да ги обезбеди сите електронски податоци не само на Министерството, туку да понудиме такви услуги на другите институции во државата. Така да, сет на активности кои што ги превземаме и во делот на прашањето кое што го спомнавте за дигитализација на процесот за странци, тоа го работиме заедно исто така со многу меѓународни партнери. Сето тоа се активности кои што придонесуваат и кон јакнење на капацитетите на Министерството. Например, ќе го споменам проектот за пролиферацијата на малото и лесно оружје, проектот кој што го реализираме заедно со ОПСЕ. Суштината на овој проект е да дигитализираме процеси преку кои што ќе се води електронска евиденција на влезот и дистрибуцијата на малото и лесно оружје во Република Северна Македонија. Нешто што е исклучително важно, кој што проект го работиме повеќе од 3 години. Денеска можеме да видиме колку овој проект и ова наша предвидливост, би рекол, на станите е важна кога станува збор за контролата на малото и лесното оружје, ако ги имаме во предислучувањата во регионот.